За прв пат после неколку децении виничките матуранти дефилираа низ улиците. Досега централното случување се одвиваше при влегување и излегување од гимназијата. Годинава граѓаните на Виница, младите и убави матуранти можеа да ги видат и по виничките улици. Кога се спои младоста, убавината, шармот и полнолетството, дилема нема. Секогаш излегуваат прекрасни ученици кои ги красеа улиците во градот на денот на славење на полнолетството. Момчињата во костуми, ака и девојчињата превладуваат долгите раскошни тоалети, преку кои оддалеку се познава креативноста на матурантите. Михаела Алексова, општа гимназија. Како поминаа 4 години тука во гимназијата? Супер, преубаво, најзадоволни. Што ќе те остави голем впечаток? Па се највеќе дружбата со професорите и со учениците. Ќе продолжиш понатаму на факултет? Да. Што планираш? Бизнес и логистика. Кажи ми околу креацијата на фустанот, ти се погрежи за тоа, како дојде до ваква креација, до идејата да сошиеш оваа креација? Па од интернет се едуцирав и така. Благодарам и честитки за матурата. Алек Андонов, завршувам општа гимназија. Добро. Кажи ми како поминаа 4 години тука во гимназија? Па супер, дружба многу. Ти остави нешто голем впечаток во овие 4 години? Па новите другари, дружбата, тоа. Беше ли тешко да се заврши општа гимназија? Не, беше лесно и супер беше овде да се заврши гимназија. А јас сум Ана Стојкова и сум од смерот компјутерски конфекцијски оператор од текстилната и завршувам оваа година, матурантка сум. Добро. Кажи ми само дали ќе продолжиш понатаму на факултет? Да, планирам да продолжам на смерот на дизајн и се надеваме дека ќе можам да успеам. Како што се гледаш во иднина? Па како моден креатор, како дизајнер. Еве како иден моден креатор, креацијата на фустанот ти си ја одбра? Да, јас ја одбрав и ми ја шија и јас го одбрав моделот. Колку време се подготвуваш и што се подготви? Па, од прилика 2 недели се подготвував околу деталите, освен фустанот што веќе бев порано почнала да го изработувам. А иначе многу се битни деталите, треба да пазиме да не е многу пренатрупано, да изгледа нежно, елегантно. Како поминаа 4 години во гимназијата? Супер помина и професорите беа супер и директорот, сите. Благодарни сме на сите што ни беа блиски, бевме како фамилија и се надевам дека и другите генерации ќе бидат задоволни од оваа гимназија. Посакувам многу успех понатаму. Фала! 156 матуранти од Средното општинско училиште Ванчо Проќе го одржаа последниот класен час во училиштите клупи. Во изминативе 4 години учениците вложиле труд и со доволно знаење излегуваат од училиштето, велат класните раководители. Оваа генерација ми е втора генерација гимназијалци и мислам дека беа исклучително добри од сите аспекти. И во однос на однесување, во однос на култура, во однос на знаење, значи ретко добра генерација. Мислам дека сите овие ученици имат шанси за да успеат да имат високи достигнувања и успеси во понатамошниот живот, само ако дадат малку повеќе труд да учат како што беа до сега, добри во учењето и мислам дека ќе имат сигурен успех. 110 ученици завршуваат средно гимназиско образование, 23 текстилно-кожарска струка и 23 со диплома за машинско образование. Забавата и прославата на матурската продолжи во новиот хотел-ресторан Александар Парк во Виница.